Празни училишни клупи, а полни кафулиња. Ваква слика денес евидентира камерата на Здравкин телевизија. Ова го отвара прашањето: дали мерката за заштита од коронавирусот се почитува во целост или дома останаа само најмалите и оние што одат во градинка и во пониските оделенија. И покрај тоа што министерот за здравство на вчерашната пресконференција апелираше за избегнување на ваквата состојба. Од денес па во наредните 14 на дена затворени се сите основни и средни училишта, детски градинки и факултети во Македонија, поради заштита и превенција од ширење на коронавирусот. Ова одлука вчера ја донесе владата, а ја пренесе на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. По препораките на Комисијата за заразни болести, состанок имавме со управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи. Дозволете пред јавноста да ги прочитам новите мерки кои што ги предложивме на владата, а владата ги усвои на седницата која што еве се уште е во тек. Прво, да се прекине воспитно-образовниот процес и настава во сите детски градинки, основни и средни училишта на територијата на целата земја во наредните 14 денови, да се ослободат вработените од работните обврски во овие институции. За еден родител до 10 годишна возраст на децата ќе се дозволи отсуство од работа, кое што ќе биде целосно платено во јавните, во приватните институции, исто така во тек на следните 14 денови. Филипче додаде дека се прекинува наставната дејност и процес во високообразовни установи, како и во јавните научни институции, како и дека се забрануваат масовни собири на отворен и затворен простор со над 1000 учесници во наредните 14 на дена, а се препорачува да се откажат и да не се организираат настаните под оваа бројка. Се забранува одржување на спортски надпревари со публика во период во наредните 30 дена на територијата на цела држава. Се воведува целосна самоизолација од 14 на дена на луѓето кои доаѓаат од жариштата, додаде на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Воедно апелираме, освен што ќе се почитуваат овие правила, се препорачува на патниците кои доаѓаат од ризичните подрачја да не одат на матичен лекар, ни во итната медицинска помош, туку врз основа на препораките од добиените флаери да се јават на телефонскиот број 071 219 278, од каде ќе добијат понатамошни инструкции и ќе бидат соодветно третирани.